Добар ден на сите. Мојот глас не е баш денеска најсилен, но ќе се обидам да ги кажам тие што се главни поенти околу прашањето. Значи, кое што јас го третирам. И мене ми е чест исто така што сум дел од ова публикација, но исто така воопшто задоволен поради фактот што третираме прашања за кои што гледаме дека во општеството постојат поделби на повеќе нивоа. Значи, и не гледаме решенија. Првата поделеност актуелно е на интеретничко ниво, постои поделеност на политичко ниво, но како што гледаме во последно време постои поделености во самата поголема политичка партија во опозицијата ВМРО-ДПМН и се води внатрешна дебата околу уставните измени. Исто така, ако го анализираме и регионалниот контекст, гледаме што се случува на Косово, воопшто, значи, не е за задоволство да се зборува за вакви теми, бидејќи тие што следат политички случувања, интеретнички, да речеме конфликти, релации и така натаму, за жал некојаш се обесхрабруваат или пак можат да доаѓат до таа точка да велат дека дали ова земја воопшто има на некој начин светла точка и дали ќе излезе од овој тунел во кој се наоѓа. Јас ќе се обидам заради фактот што јазичните бариери се тие да ги објаснам дел од примерите кои што мислам дека се интересни за кои што Петри зборуваше. Значи, имавме во медиумите силна најава на седницата за уставните измени. Многу тие што се новинари знаат дека многу ретко се случува седниците за било кој прашање да се најавуваат во медиумите. Во медиумите на албански јазик оваа седница беше помпезно најавена, како нешто битно ќе се случува. Балансираниот простор за поголемите македонски политички партии беше обезбеден, но дел од медиумите има критички тонови кон ВМРО-ДПМН. Значи, некои портали на албански јазик има критички пристап кон оваа партија, која според нив го блокира процесот на интеграција во Европската Унија. Насловот на порталот тетовасот беше "Патот на Северна Македонија кон ЕУ го блокираат само ВМРО и нејзините сателити". Порталот Газета Експрес објави моќен наслов, во наводници моќен, во врска со позициите на ВМРО-ДПМН. Единствената идеологија што ја имаат ВМРО и Мицковски е блокирањето на европската иднина. Албанската опозиција доби прилично голем медиумски простор и тоа е можеби нормално поради фактот што во тој фронт, во таа опозиција се соединети три политички партии и поради фактот што имаат значи одредено влијание кај гласачкото тело, тоа се претсликува и во медиумите. Во дел од медиумите на албански јазик уставните измени беа коментирани како раскрсница меѓу Западот и Истокот. Че уставните измени како клуч за отварање на вратите на Европската Унија беа интерпретирани како пресвртница која ја одредува траекторијата на иднината на земјата меѓу западноевропскиот блок и прорускиот источен блок.
Имаше една изјава во текот на дебатата за уставните измени на пратеникот, сега независен пратеник кој што формираше нова политичка партија, Движењето Народ, кој што излезе со бомбастична изјава. Албанските општини самите во ЕУ. Реджепи во собрание, значи, рече може да се случи албанските општини да го барат патот кон ЕУ одвоено од македонските. Беа насловите на дел од порталите. Исто така и телевизија 21 ја објави изјавата на пратеникот Реджепи и други традиционални медии. Но треба да се нагласи дека сите медиуми оваа изјава ја пренесува на некритички начин, поради фактот што овој пратеник не беше прашан, значи, како ја замислува интеграцијата на албанските општини или општините во кои што живее албанско население во Европската Унија и дали овој проект ја дезинтегрира државата. Имаше, Петрич спомна, религиозен речник на политичарите во дебатата за уставни измени. Јас спомнувам во анализата дека прашањето за уставните измени е многу важно, па дури клучно за албанскиот политички табор, докажуваат и изјавите кои ја надминуваат политичката сфера. Координаторот на пратеничката група на Демократската унија за интеграција, Арбер Адеми, сакајќи да ја оправда неопходноста од измени на уставот на денот на почетокот на расправата, копирајќи ги зборовите на лидерот на оваа партија, Али Ахмети, што зборува, значи, нели, за негување на култ на водачот, со религиозен речник рече дека денес одиме пред мостот Сират. Во исламската вера се проповеда дека мостот Сират е потенок од влакно и поостар од меч и на судниот ден оние што ќе го преминат ќе влезат во рајот. Имавме изјави од професорот на Тетовскиот универзитет Мерсим Максути, кој што истакнуваше дека уставот не е свет документ, значи треба да се менува, односно неопходна е промената на уставот и на него не треба да се гледа како на свет, реков, документ. Една изјава која што на некој начин пак ја врати на голема врата дебатата за измена на процентуалното дефинирање на албанскиот јазик во уставот на Република Северна Македонија. Тоа беше изјавата на пратеникот на Алијансата на албанците Халил Снопче дека ова е барање што доаѓа од албанскиот народ, албанскиот јазик меѓу најстарите јазици во Европа. Значи, беше насловот кој што одекнуваше силно во медиумите на албански јазик. Снопче цитиран од медиумите дека рекол дека албанскиот јазик е еден од најстарите јазици во Европа, стар 6000 години и би било чест, рекол тој, секоја европска земја да го има албанскиот јазик како службен јазик. Самите македонци он сметат да се заложат за официализирање на албанскиот јазик и за замена на сегментот 20% со албанскиот јазик. Имавме и коментари објавени во кои што нели се бараше да се искористи моментот кога се отвара уставот, зашто да не се отвара и за уставно-правниот статус на албанците, како што беше коментарот на новинарот и публицистот Махине Сими со наслов "Бугарите
одат напред, албанците во длабок сон. Еден друг аналитичар Сулейман Мехази во порталот журнал објави текст дека внимавајте со 20 од 100 Република Северна Македонија историски е повеќе албанска отколку македонска. Познато е. Значи на Балкан сите сакаат да сите се најстари, сите сакаат да ги присвојат државите и териториите пред се. Имавме тоа што се прави често, за жал, во медиумите. Стари вести и дезинформации се објавуваат како нови. Ова е под меѓунаслов на Петрит и се зборува за изјавата за која што јас зборував на првата дебата околу уставните измени, односно францускиот предлог. Тоа беше изјавата на бугарската новинарка и аналитичарка на меѓународната политика Зорица Илиева, која што тогаш изјавуваше во 2020 година Македонија ќе се федерализира без разлика дали ќе влезе во ЕУ. Но анализата покажува точно дека оваа изјава е пренесена од порталот Експрес пред 1 година и 2 месеци, значи на 9 јули 2022 година. Што се прави? Дел од медиумите на 9 септември 2023, веројатно тој датум им служи како потсетник дека има не, ама тоа со Петрит го зборавме. Не е проблем што се објавуваат во порталот. Проблем се реакциите во социјалните мрежи. Значи имавме силни реакции дека една балканска аналитичарка, мислам зборувам пред се кај граѓаните албанци кои беа реакциите дека еден ден сепак Македонија ќе се федерализира. Понатаму, значи, не би навлегувал во анализа, бидејќи се примери кои што ви се познати, но сакам само да укажам дека, например, интересно е дека во дел од медиумите кои што се поврзани, да речеме, го поддржуваат дуи на различни начини, се покрена прашањето, значи, за посетата на Курти. Значи, албанските медиуми се фокусира на неговата посета во Чаир и Тето, како некој начин да го отргнуваат вниманието од уставните измени, односно имаше наратив да се проба да се истакне дека посетата на премиерот на Република Косово во Република Северна Македонија се искористува за политички ефекти, но и на некој начин да се отргнува вниманието од уставните измени. Благодарам.